Здраво сите и добродовате. Во петата епизода од теконата сезона на мистериозните папки, каде што разгледувавме најразлични мистерии кои се уште се сметат за нерешени. Денес се пробаме да одговориме прашањето: што се случи со познатиот шеф на американскиот синдикат, Џими Хофа? Озвогасениот синдикатски лидер и председател на меѓународното братство на тимстери од 1958 до 1971 година мистериозно исчезна на 30 јули 1975 година. Поради блиските врски на синдикатот со организираниот криминал, Хофа доби поголема моќ, но беше поврзан и со некои сомнителни практики. Хофа беше осуден на 13 години затвор за манипулација на поратората, измама и подкуп, но беше помилуван од председателот Ричард Никсон во 1971 година, под услов да не остане вклучен во синдикалните активности. И покрај тоа, до времето на неговото исчезнување, Хофа веќе почна да се обидува да обнови својата база на поддршка на тимстери во Детройт, што ги наводи оние кои дојдоа на власт во неговото отсуство. И покрај стотиците диви теории за тоа што се случило со Џими Хофа, само неколку детали за неговото исчезнување се всушност потврдени. На 30 јули 1975 година Хофа го напуштил својот дом и се качил во неговиот зелен Понтиак Грандвил за да се сретне со двајца колеги мафијаши, Ентони Джаквоне и Ентони Провенцијано, во ресторанот Мачус Ред Фокс во 14 часот. Набрзо потоа Хофа и се јавил на сопругата за да ја каже дека тие се уште не се појавиле. Кога Хофа не се вратил дома, неговата сопруга го пријавила како исчезнат. Неговиот автомобил бил пронаден во ресторанот без знаци каде отишол Хофа. Последниот човек што го видел жив бил водач на камион кој пријавил дека го видел Хофа како се води со уште неколку неидентификувани мажи од Меркур Маркис, кој за малку ќе се судрил со неговиот камион додека го напуштал Ред Фокс. Описот на возилото совршено се сопаѓа со оној во собственост на синот на Ентони Джаквоне, кој во тоа време го користел пријателот на Хофа, Чаки О'Брајан. Веќе сомнителни за О'Брајан, поради недонешните кавги со Хофа, властите го запленија возилото на 21 август. Кучината трагачи го открија мирисот на Хофа внатре, но не беа пронајдени други докази. Ова е местото каде што трагите застанаа. До 1982 година FBI го прогласи Хофа за мртов, се уште без идеја каде се наоѓаат неговите останки. Во 2001 година праменот коса беше пронајден во автомобилот на О'Брајан, кој и подоцна беше тестиран за ДНК и беше идентификуван како на Хофа. Конечно потврдувајќи оригиналната теорија дека тој бил во нивното возило. Се чинеше дека истрагата сврти нова страница во 2004 година, кога колегата мафијаш Френк Ширан ја објави својата биографија и тврдеше дека може да докаже дека тој е убиецот. О'Брајан ги возел сите во куќата во Детройт, во која Ширан пукал во Хофа и дека таму имало многу крв. Сепак можеше да се најдат докази. Анализите покажа дека крвта пронајдена во куќата не била на Хофа, а полицијата се вратила на стапното место. Неколку други локации беа претресени во следните години, вклучително и фарма за коњи под собственост на порањашен мафијаш, но ништо не беше пронајдено. FBI соопшти дека најверојатното објаснување дека неговото раководство на групата Тимстер наредило удар врз Хофа за да го спречи неговото враќање на власт во политиката и во синдикатот. Во овој момент е исклучително мала веројатноста дека неговото тело некојаш ќе биде пронајдено. А јавноста и понатаму е фасцинирана од исчезнувањето. Тешката привлеченост на мафијашкото подземје и дивите теории на заговор ги потегнуваат да референциите за исчезнувањето на Џими Хофа и во денешната култура. Од 2006 година FBI го објави официјалното сеопфатно досие од 1976 година, познато како Меморандумот на Хофекс, предизвикувајќи повторно интерес во светот. Референциите продолжуваат да се презентираат и истражуваат од FBI, но се уште не се ни близу до откривање што се случило со Хофа на 30 јули 1975 година. Нашата работа како истражувачи е да пребараме, собираме и презентираме факти, прашања и можности. Меѓутоа, толкувањето ви припаѓа само на вам. За сега, можеби секојаш, овој случај ќе заврши во мистериозните папки.